Гостин во Република ТВ е доктор Димитар Калчевски, специјалист гинеколог во Неуромедика. Добар ден, доктор Калчевски. Добар ден. Кои се најчестите инфекции кои ги напаѓаат жените сега во летниот период? Најчести инфекции кои што може да се појават кај жените во летниот период, и не само во летниот период, него текот на целата година, представуваат различни микроорганизми, меѓу кои тука се микоплазма, уреоплазма, хламидија, кандидат е една од најчестите. Бактериска вагиноза предизвикана од галинела, така да трихомонасот исто така сега чест почнува повторно да се појавува. Во секој случај една од почестите кои што најчесто пациентките се жалат е кандидата кој што дури и да има нормално во вагиналната флора, поради пат на имунитет, поради нарушена вагинална рамнотежа во вагиналната слуница доаѓа до израз и доаѓа до појава на симптоми. Така да самиот летен период може да предизвика самото топло време, да предизвика и вакви некои проблематични проблеми кај самите жени. Колку се опасни влажните костуми за капење, не само и кај жените? Да. Влажните костуми, мислам самата влажна средина што предизвикаат, костумите највеќе влијаат нормално на уринарните, може предизвикаат најчесто уринарни инфекции. Сега поради самата анатомија на жената, близината на уринарните патишта со гениталниот систем, најчесто доаѓа до пренесување на инфекцијата од едниот во другиот систем и нормално појави на вагинални инфекции. Секако се советува, се советува користење на костуми за капење од природен материјал, односно тие што брзо би се сушеле. Така да секако дека влие и се советува нормално често менување на костумите за капење. Лекарите често знаат да советуваат да се избегнува посета на базени од страв да не дојде до инфекција. Кои инфекции најчесто може да се добијат на базените и како се лекуваат? Самото користење на базените, не значи дека пациентката всушност ќе добие и некаква инфекција, вагинална инфекција. Зашто тоа го кажувам? Зашто треба да се рачисти една табу тема дека користењето на базените, доколку некој друг човек, жена се бања кој што во моментот има инфекција, би всушност представува извор на зараза и другата пациентка би се заразила. Зашто тоа го кажувам? Затоа што самото користење на реагенси, односно хлорот во водата, особено во базенската вода како дезинфекцијно средство, всушност ги уништува сите бактерии, што тој се користи. Сега всушност уништувањето на сите бактерии, ги уништува и ние лошите бактерии, сите оние инфекции кои што исполнавме претходно кои што може да настанат, но уништува оние добри бактерии кои што нормално ги има во вагиналната флора кај секоја жена. Со самото тоа уништува, повторно доаѓа до еден дисбаланс, односно нарушување на рамнотежата и всушност со користењето на базените може да подоцна да се надоврзи друга инфекција. Самото користење на базените не предизвикува инфекција кај жените, но на некој начин го намалува имунитетот на вагиналната слуница која што полесно би се надоврзала со друга инфекција. Дали дневните влошки и тампоните можат да бидат извор на инфекција? Да, зашто тоа го кажуваме? Зашто самата менструална крв која што нормално има на тампонот и на влошката, всушност представува една убава подлога за наследување на нови бактерии и микроорганизми. Затоа секако се препорачува менување, често менување на самите тампони и влошки, некаде се препорачува од 4 до 6 на секој 4 до 6 часа да дојде до нивна промена. Секако се препорачува да бидат и од природен материјал, самите тие, така да секако да се внимава на личната хигиена при користење на овие помошни средства. Се почесто поради летните одмори жените се решаваат за одложување на месечниот циклус. Може ли тоа се прави со апчиња? Може да ни кажете за кои апчиња станува збор и кој се тоа може да го прави? Во принцип постојат препарати кои што може да се помогне, односно се одложи менструалниот циклус, особено тоа станува доста популарно во текот на летните месеци. Секако дека се користи, голем број на жени ги користат тие препарати. Пред се, еден совет од мене до сите слушатели, во принцип најбитно е да се претходно се посети својот гинеколог, својот матичен гинеколог, да се отстрани доколку има било каква некаква
органска промена, дали се некакви туморозни промени, значи на матката, миоми најчесто, дали се некои цисти, значи на јајниците, секако тие исто така не би се посоветувале да се дадат овие препарати, но доколку се е како што треба, секако дека може да се советуваат и да се аплицираат овие препарати кај самите жени, кои што предизвикува значи одложување на менструалниот циклус. Исто така е битно да се темпира самото тоа давање на тие препарати, значи се препорачува некој да речеме 3 до 4-5 дена пред добивањето на менструација, односно пред доаѓањето на менструалниот циклус да се почне со овие препарати и да се пијат се додека жените сакаат да го одлежат менструалниот циклус и подоцна нормално да го прекинат и би требало после тоа веќе во наредните 2 до 3 дена да се добие менструација. Дали истите овие препораки важат и за девојчиња? Да, значи ние знаете како рекаме девојче веќе штом добие една менструација веќе има нормален менструален циклус, но нормално истото е, значи телото е, женското тело е тоа, така да би биле малце повнимателни секако со млади девојки, би биле малце повнимателни, би ги советувале секако по можност да видат да ги испланираат одморот кога не би имале менструација, да не се аплицираат вакви хормони, доколку по секоја цена треба, би ги аплицирале, би ги дале. Кламидијата е една од најчестите преносливи сексуална инфекција која може да ги оштети и репродуктивните органи на жената. Како се добива и кои се симптомите? Да, значи хламидијата е сексуално пренослива болест, сексуално пренослива зараза. Значи точно има доста се збори на таа тема во врска со хламидијата. Значи една од би рекле компликациите кои што би може да настанат по некој си редослед, ако може да кажеме, значи најчесто прво започнува со некој погуст, значи секрет, појачен секрет, значи вагинален секрет. Постои веројатно, значи не третирана ваква инфекција да доведе до одредено вагинално крварење и подолго трајна, значи нелекувана ваква инфекција, по ацидентен пат, односно по искачување самата инфекција во погорните делови од гениталниот систем, може да предизвика дури до стерилитет. Така да тоа е нешто што би требало со време да се лекува, особено кога ќе се приметат првите симптоми, како што рековме, некакви си непријатности при вагиналниот секрет. Кои се компликациите ако таа не се лекува? Како што реков, една од најсериозните кои што би може да дојде е всушност да предизвика воспаление на матката, најпострашно на самите туби и самите тие туби подоцна по самото воспаление всушност да останат запушени и да предизвика стерилитет, жената не може да остане бремена. Така. Превенцијата? Превенција нормално, редовно посетување на својот гинеколог и при било каков појава на било каков симптом, односно нешто што не е нормално, кој што секоја жена најдобро си го знае своето тело. Во секој прв момент кога ќе примете дека има некаков проблем, секако се јави кај својот матичен гинеколог, да се земат соодветни микробиолошки брисеви, да се испитаат и врз основ на антибиограмот кој што би се добил како резултат, би се аплицирале соодветни антибиотици и би се третирала таа хламидија. Јас ви благодарам за гостувањето.